Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Океј, дечки, денес малце поразлично видео ќе снимаме, значи гледав некои од моите стари видеа, коментарите ваши ги читав и кажав во едно видео дека јас ги скршив двете раце, значи двете раце наеднаш и во коментар пишевте, некој пиша, не знам кој пиша, може имаше поиќе коментари, ама некој пиша дека сакате story time како ги скршив двете раце. И денес тоа го правиме. Како што гледате по насловот, денес ќе ви кажам како јас ги скршив двете раце. Значи двете раце ми беа во гипс. Не можев да јадам, не можев да одам до тоалет и уште многу други работи. Ќе ви раскажам во ова видео. Така да останете до крај за да знаете што ми се случи. Може да започнеме со видеото. Океј, значи си беше, ова се случи пред 2 години, мислам, да. Пред 2 години, мислам дека има веќе 2 години. Направени од тогаш, значи кој што знае, знае, тој што не знае, не знае. Значи јас тренирав гимнастика, 5 години тренирав гимнастика или 4. 4 да не беа. Нема врска, 4-5 години тренирам гимнастика. Одев во понеделник, среда и во петок. Значи тогаш имаше тренинзи. Имаше секој ден тренинзи, ама например вторник и четврток беа помалите или по тие што знаеа помалку, Значи, си беше една вечер, не знам дали беше понеделник, среда или петок. Си беше една вечер, бев на тренинг, се појаваше супер, се си вежбавме, се загревавме, трчав, вежбав, се кревав на вратило и едно време го гледам тренерот, мојот тренер, мислам, професор, тренер, знаете што е тренер. Има една шипка, значи вратило, тоа се вика вратило, значи за кревање, знаете, пулапска што се. Ама тоа не е јако вратило, туку е вратило гимнастичко, се растегливо, знаеш како ти кажам се. Не знам колку ме слушате, чекај се. Специјално за гимнастика, значи вратило и на вратилото имаше едно како пластично и имаше како онакви заврзување на пластиката, ако ме сваќате, например за да не паднеш од вратилото. И јас го гледам овој професор, усвари тренерот, си ги врза рацете на тоа и никако не паѓаше, знаеш, јако беше тоа. Стегнато беше. Го гледам, почна да се врти низ цело вратило, вака околу цело вратило, кругови правеше. Можда неколку кругови направи и јас, како јас, сакав и јас да пробам, значи. Колку кул би изгледало јас да го направам тоа. Тој тренерот веруваше во мене дека можам да направам. Мене малце ми беше страф на почеток. Значи, се качвам таму, имаше како столче за качвање на вратилото и се врзувам на тие. Знаеш, носев и онакви како сунгери на рацете за да не ми се направат траги од тоа врзаното што ми беше стегнат. Значи се врзав како што треба, ги ставив рацете на пластиката и се тргнав настрана на столчето за да видам дали ќе ме крепи. И супер беше, се ме крепеше. Проба вака малце да поскокам да видам дали ќе ме крепи да не се откачи, знаеш. Добро, малце почна после да се загревам, помалце се вртев, одев напред, назад, напред. И малце со помош на тренерот, малце ме туркаше и тој за малце. За да осетам како е да се свртиш цел круг, јас не се свртив уште од први нормално. Оде вака се вртев, мислам не се вртев, туку се нишав на вратилото, напред, назад, се посилно и посилно, И едно време заприв, малце ми беше страф, осетив малце страф, дека нешто нема да биде во ред, осетив. Знаеш, како имаш инстинкт, како се вика тоа. Дека нешто ќе се случи. Лош или не. И да, значи малце одморив и добро, после 5 минути пак ги врзав рацете на тоа и ги гледав на пластиката. Значи тоа пластиката е како тркалезно ставено на вратилото, значи не може да се откачи тоа, не може да се извади од вратило. Ко дел од вратилото ама може да се вртиш, како пошироко од вратилото. Океј, мислам дека ме разбравте. И се качив пак на него, се нишав исто така пак, посилно. Не знам дали беше овој пат, но мислам дека ме турна тој тренерот и се сврти в еден круг. И не знаете што, како се случи тоа, не знам. Многу убаво се осети, знаеш. Не можам да ви опишам какво чувство имав тогаш. И сакав да пробам уште еднаш, се занишев, ама не можев. Ме фате малце страф и трема ме фате тогаш. И седнав малце да одморам, знаеш. И сакав да пробам без тоа пластиката, без да се врзам рацете на вратилото, без да паднам, значи. Мислев дека нема да паднам. Мислев дека јас пред тоа осеќав дека нешто неубаво се осеќам и после тоа осеќав дека можам да го направам и без пластиката, значи, да, без пластиката и тоа беше најголемата грешка во мојот живот. Не знам кој ме натера, ѓаволот ме натера да го пробам тоа без пластика, значи не знам. И денес ми е криво што пробав да го направам тоа без пластиката и што избрзав одма наеднаш. Тоа е, не може да се врати са времето назад.
Нема врска. Ја оставив пластиката, не се фатив на пластиката, ич. Ојдов директно на железно, значи на вратилото. На шипката, вие што вели. На шипката, значи, почнав да се нишам, се супер беше. Почнав се посилно, ама овој пат тренерот не беше тука, не ме туркаше тренерот. Се посилно и посилно, исто како со тренерот. И добро, првиот пат страв ми беше, реков да застанам, да не брзам многу. Застанав малце, одморив, си ги направив рацете, си ги стресив, знаеш. Да ми се олават мускулите, да не направам некоја беля. Ајде, тоа што се случи. Се качвам пак на вратилото. Сите други вежбаат на другите страни, значи имаше повеќе девојчини имаше, отколку машки, и се нишав вториот пат ви кажувам. Се нишав се посилно и посилно. Ама знаеш како посилно се нишав и вака рамно, скрос рамно да е, вака, ова е вратилото, вака е вратилото да речеме и јас, овие ми се нозете. И гледате се, например, јас од овде почвам, се нишам, бам, 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 и дури иди над вратилото, значи нозете да ми се. Значи над вратилото, и одам напред, одам пак назад, исто во темпо се неколку пати се врти истото така, значи над вратило и пак над вратило, над вратило, над вратило, над вратило, над вратило. И после неколку пати така, значи како што е вака вратилото, значи јас се нишам вака и во еден момент кога се враќа вака назад, некако не знам како ми се лизнаа рацете и значи ова ми се нозете овдека. Значи ми се лизнаа рацете од вратилото, јас се откачив од вратило и вака летнав, буквално као нагоре летнав и паднав скрос и вака паднав, замислете, вака паднав. И овие, пам, скршени. Многу страшно се осети. Не знаете како ми чукаше срцето во моментот, кога во slow motion ми се гледаше. Значи тука е вратилото, вака се нишав и бам, над вратило, замислете, над вратило скокнав. Од страв, се тоа од страв, значи се тресев. Ми идеше многу тешко, многу ме болеше. Мислам, тој момент не ме болеше скроз дека бев, знаете, загреан бев, вежбав пред тоа и салта правев и ова и она и се кревав и плюс се вртев, еднаш се свртив. Значи бев загреан, не ме болеше толку. И вака, знаете, се отпревртив скрос на грбот. Се отпревртив и вака се држав, знаеш, се стуткав скрос. Знаете, ми беше многу страв, реков да не скршив ништо, да не се направи ништо лошо многу. И овој тренерот идит и вака со трчање идит и ми ги гледа рацете и таа тренерката, значи два тренери имаше и ме креват полека, значи ме фаќаат едниот на едната рака, едниот на другата рака и ме креват полека и ме седват на столчето што се качував на вратилото. И тогаш кога ќе седнам, значи вака седам и ме прашуваат тие, не знам што ме прашуваат, тогаш не бев толку и ни во свест. Ова тренерката ми вели те боли многу. Му викам не ме боли толку и јас слушнав дека му вели на тренерот дека е загреан, затоа не го боли. И вистина, да. И после замисли многу и срам ме фате и ме болеше многу. Бидеше да заплачам, до толку ме болеше. Значи јас не сум никој лесен човек што за нешто што ќе се удри ќе заплачи. Не сум таков. Ама тогаш ми беше толку тешко, толку знаеш, толку ме болеа. Не знам, не можам да ви опишам болката, значи. Не ќам на никој да му се случи тоа, не ќам никој да осети таква болка, ама тоа што ми се случи мене, не знам, никогаш нема да го заборам. И до ден денес, значи, осеќам болки во рацеве, ме болат некојаш напати кога ќе правам стој на раце или нешто кога ќе правам со рацете, ме болат, значи осеќам болки дури од тогаш, значи дури од пред 2 години. Останато е тоа. Можда не уште зарастена коската што ми беше пукната. Да, значи, мене срам ме јади таму, ме јади пред сите, срам ме јади. Сите, имаше многу деца, мислам повеќето чупина беа мали, имаше 2-3 големи, колку мене, и ме гледаа сите во мене, сите се уплашија. Не дојдеа до мене, едно чупе само дојде, мислам дека до мене, и ме праша дали сум добар, му реков немам гајле. И тогаш седев, сите вежба, јас седев, нормално ме болеа кога ќе вежба. Овој тренерот ми вели да му звонам на татко ти, или ќе му звониш ми вели. И јас му викам ќе му звонам да ме земи, да видиме што ќе направиме. И јас му звонам на тато, некако го фаќам телефонот, не ме болеа толку тогаш рацете. Го фаќам телефонот, пишам број 07 бам 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 и звонам. Му викам ела да ме земиш, завршив на тренинг. И вели како заврше 7,5 сатот, а тоа до 9 мислам дека траеше тренингот, 2 сати, од 7 до не знам колку беше, 8 дали беше. И му викам ела да ме земиш, паднав се удрив му рекол. Тато не знам кај беше и со брзање со колата 200 на сат и дошол таму кај салата, значи уплашен. Нормално како секој родител. И влегува внатре и овај тренерот му кажува на татко ми што направив. Му кажа дека паднав од вратило, дека летнав буквално назад над вратило. Тренерот му кажуваше на татко ми дека
нема гајле, ќе му помине, не, се надевам дека не е нешто страшно, му велеше на татко ми. И татко ми ме зеде, ојдовме на брзина до болница. И замислете, во кола дури одевме на болница, што зборував, Што зборував со татко ми, замисли, Не сакам да се откажам, му велев, не ќам да ме боли. Не сакам да се откажам. Многу имам голема, и денес имам голема желба за гимнастик. Ојдовме на болница, таму ме зедоа, мислам дека сестри, 2-3, ме легнаа, мислам дека на количка, онаква долга, за лежење или пак за седење беше, не се сеќавам каква. Знам дека ме легнаа на нешто, ама не се сеќавам, не бев толку при свест, знаеш. И стигнуваме, се качуваме таму по скали и стигнуваме во таа просторија кај што треба да ме снимат, значи ме снимат, се е супер. Океј, си помојнувам. Мене тука појќе рацете ме болеа, значи во тој момент многу, значи ми гореа рацете, знаеш. Ојдовме во таа просторија и ми вика тие, нема гајле, не е скршена коската, тука е само пукната, значи пукнат бил зглобот овде. Десната рака ми беше пукната на 2 места, вака овде и овде погоре некаде беше, овде и овде. Ова левата ми беше овде само, значи на средина, малце подолу, вака. Тука негде. Да, значи ми рече таа дека нема гајле, ама ми кладоја лонгета и тоа е сепак исто како гипс, само полесно. И замисли на двете раце вака ги држев, ко затвореник, и тие се смеа таму сестрите. Оди се како затвореник шете. Малце ми помина болката после тоа и добро, тренерот му звони на татко ми, прашува дали се е окей, дали се е добро. Тато му вели дека супер е, не е нешто страшно, не треба да се секират. Мајка ми ништо не знаеше за ова, дека јас паднав, дека имам ногета, ништо, буквално ништо не знаеш. И стигаме дома со татко ми и вака со рацете и влегувам дома, вака влегувам. Мама, викам, ме гребна едно маче му на рацете. И стаја се смејт ништо. Шо направи, вака ми, шо направи, сине? Како падна, шо направи, и му кажав се како шо треба. И му реков дека не е страшно и не треба да се секира. И дека само пукнати ми беа коските, да ми беа скршени, брат, не знам јас дали ќе остане, не се шалам, жив ќе бев, ама не знам што ќе беше, можда по-лошо ќе беше. 100 пати по-лошо ќе беше, ако ми беа скршени. И сега до денес некојаш кога ќе правам некои вежби на вратило, осеќам болки во зглобовите тука и тука, вака што ми беа пукнати. И да, тоа беше тоа, значи, ова беше стори тајм како ги скршив јас моите 2 раце, значи. Искрено беше страшно и тоа е тоа, значи, да. И дечки, ако ви се допаѓа ново видео, ставите лајк, ако не, дислајк, субскрабете се на мојот канал и се гледаме во наредно видео. До тогаш, поздрав!